Значи, сите кои што сакаат да бидат спонзори додека траеше Bombakis подкастот, нека ми пишат на bombakisb@gmail.com да ви испратиме понуда, да видиме што можеме и каде можеме да се најдеме. И сите медиуми исто кои ми пишаат дека сакаат да бидат медиумска поддршка, пред се сакам да им се заблагодарам на Прес 24 што ни продолжуваме понатаму. Можете исто да ми пишете на bombakisb@gmail.com, ќе го оставам тука мејлот за да видите за кој станува збор и да се договориме. Само ве молам без некои глупи понуди као што имав сега пред некое време. Абе, Bombakis, да ти даеме нешто ситно за ако имаш некој добар гостин само за една епизода. Не ми даете нешто ситно за ако имам еден добар гостин у една епизода. Чуете си ги за вас парите. Добро вечер, драги гледачи, денес ми имате само мене у подкаст, односно сам да ви кажам нешто, така се вика и насловот. Сам да си направиме мовет, сам пред се, да ви се заблагодарам на сета поддршка што ми ја давате на Instagram, на Facebook и на YouTube. Значи без вас нема да биде Bombakis тоа што е. Така да е, многу ми е мило, многу ми е чест и задоволство што имам вашата поддршка, затоа што ми значи многу и ми дава мотивација да продолжам понатаму. У неколку наврати сум сакал да се откажам и дека ми е преку глава све и дека е многу напорно све што се дешава, дека цело време дремење на социјалните мрежи ја доведува до депресија, до анксиозност и такви ствари, али сакам да ви вратам на сите колку што можам, сакам да се испоштуваме, сакам и вие мене да ме поштувате на тој начин на кој што ја ве поштувам, без да го злоупотребувате тоа што сум фин со сите. Би ми значило тоа многу и сакам ептен стварно да ви се заблагодарам за тоа што разбирате и што го цените што го правам, бидејќи доста пораки добивам као фала ти си позитивен на денот, со тебе се будиме секој ден, со тебе заспиваме и така натаму, не сакам да должам, затоа што тие пораки уствари ми се мотивација и ме враќаат назад да го правам она што го правам. За подкастот сам да ви кажам неколку зборови, фала ви за се, за овие некои 2 месеци кој што траеше подкастот, може би и 3, достигнавме голем број на YouTube на субскрајбери, добра гледаност и тоа многу ми значи што знам дека вас ви е интересно да го гледате и да она што го правам ја, бидејќи го правам сето ова за вас. Фала ви на тие што коментирате лошо и што давате пред се конструктивна критика за да можам да се подобрам. Не сум добар со она што правам реално, што им влагам у збор, што значи сега од кога ги изгледав сите подкасти, знам каде ми е грешката, што ми е грешката, зашо ми е грешката и се надевам дека ќе се поправам и дека пред да дое било кој гостин дека ќе прочитаме нешто, ќе дознаеме многу повише за него за да направиме добар и квалитетен мовет. Сам да ви кажам дека ова одамна ми е идеја за подкастов. Викам, чим почнавме со Instagram, со социјални мрежи, со маркетинг, со све да се бавиме, викам зашо да не да го почнам и ова, бидејќи го гледам цело време Џо Роган и одамна ми е, многу одамна ми е идејата, само што сум немал прилика и некоја си мотивација за да можам да го направам и да го издигнам тоа на некое ниво, као што е сега Bombakis подкастот. Мислам дека доста луѓе го поштуваат и го ценат тоа што го работам. Као што кажав, од многу време, од многу дамна гледам подкасти и баш сакам тоа да го правам, а и ќе го правам и за тоа и почнав да го правам. Да не се разбереме погрешно, ќе ви кажам све сега. Почнав така, скромно почнав. Со 2 микрофони купени од Танхоч,
по 2500 денари беа ми се чини, небитно колку. Телефонот мој што си го имам iPhone 12 и со тоа почнав. Значи, викам, ако се сака се може, и почнавме со нешто стварно, значи може секој да стварно ниско буџетно, што би се рекло, и секој може да почне со било што. Значи, ако се сака и ако се види квалитетот дека е добар, мислам, муабетот и гостите и све квалитетно да биде, значи ќе успе. Значи, ако се сака, се може у животот. Затоа ви давам целосна мотивација и поддршка од мене со било што да снимате, со било како, само желбата е битна да си ја направите и да почнете, затоа што постепено ќе се градите. Но почнавме, као што ви кажав, и све се јавува некои проблеми затоа што снимам дома, имам плочки, имам стакла, прозори, односно, и тука звукот малце знаете, као и тука звукот е малце сензитивен и затоа решив да прекинам, али добро е. Значи, направивме 20 епизоди од Бомбакес подкастот и не очекував дека сите тие кои ги повикав дека ќе прифатат и дека ќе со задоволство дека ќе гостуваат, и мило ми беше, и фала ви на сите што присуствувавте и што дојдовте и што не одбивте поканата моја за да дојдете дома, мојот скромен дом со 2 кучиња, со све. Знам дека е далеку Маджари, тоест хиподром, извинете, али сепак вие дојдовте и сум многу презадоволен со тоа. Значи, многу ми е битно поштованието пред се. И беше многу мука, многу заебавање, многу замарање со монтирање, баш кај лаптопов ми е хаос, мислам, не е многу нов ама не е тој што треба да биде за едитирање на видеа и такви ствари, затоа ги чекав видеата по 17-18 сати да ми се рендерираат, па после чекав аудиото да се совпадне, па некое фаќало на овој микрофон, не фаќало на тој, па ехо имаше, па не знав како да се справам, па сечев делови, па правев, лепев, монтирав, сечено, лепено, све по список. Али никад не се откажав и тоа ми беше доста голема мотивација да продолжам, зашто знаете, многу е битно да идеме скала по скала, чекор по чекор за да го достигнеме врвот, пошто ако идеме сега, ако сме тука и рипнеме одмah горе, нема да биде интересно и мислам дека не би го заслужил, не го сакам тоа да го направам, затоа идеме чекор по чекор, скала по скала, почнуваме од тоа што го имавме. Битна беше желбата, битна беше мотивацијата и битна беше поддршката од тие што ја имав. Фала им на сите за поддршката и фала им пред се на медиумите што видоа квалитетен мовет умот подкаст и што се понудија да бидат медиумска поддршка. Фала им на Прес 24, на Музика 24 и на многу други што ми пишаат што сакаат да соработуваме. Фала им на многуте спонзори што се понудија да бидат дел и да учествуваат да во овој проект, во Бомбакес подкастот, но сите тие спонзори јас добро намерно. Не ми беше целта тоа да бидат овие сезони со спонзори. Не сакав. Сакав да биде све од душа, сакав да биде све од срце, сакав да почнам сам, сакав да видам како ќе тера и како ќе оди. И све сам сакав да направам. И затоа ги одбив сите, извинете, но најдобро намерно, биејќи јас така се чувствував дека сакам пред се сам да направам се. Ги истуркав овие сите 20 епизоди сам, без ничива помош. Зборам за снимање, монтирање, лепење,
организирање, менаџирање, кога гостите ќе дојдат, кај ќе дојдат, како ќе дојдат, зашо ќе дојдат, све тоа сам. И многу ми е мило тука кај што сум и зашо сум. 2500-600 субскрајбери за неполни 2 месеци на YouTube не е никаква шала и ми е многу чест и задоволство што ви имам таму на таа платформа. Сам да ви кажам дека сега продолжуваме понатаму. Но пред се сам да ви кажам дека подкастот го прекинавме бидејќи ме чекаат свадба, други свадби пред мојата и не можев да бидам цело време присутен тука затоа што имаш музика, имаш ресторани, имаш одела, имаш слики, сликари, фотографи, имаш најситни детали покани, имаш не знам китенки, митенки, се такви ствари што треба да ги организираш, а мене не ме беше свесен, не бев свесен за тоа, се дур не дојде еве сега да речеме овој период, крај на мај, почеток на јуни, затоа што викав цело време, има време, ама сакам стварно да си се посветам на свадбата, сакам да биде тоа како што треба, да изгледа како што треба, како што секогаш сум си ја замислувал кога некогаш сум требал да се оженам со некој. Фала и на Вики што е тука со мене цело време, што ме поддржува, тоа е. Значи, ако ја немате таа поддршка, не можете да успеете. Значи, треба да ќе бидете расејани насекаде. Ама многу ми е битно што и моите сватија што е, како и зашто е, и они ми даваат поддршка голема, што тоа е исто голем плюс. Значи, фала и на Вики, фала им на моите, фала им на сите мои блиски, другари, што ме поддржуваат ова све што го правам. Тешко е да организираш све, тешко е да направиш све, али за тоа си дадов сам за право, бидејќи не сме телевизија и сме YouTube и што сакаме можеме да правиме на нашиот YouTube канал, а телевизиите не ни даваат некои добри програми, така да следете не сите што креираме на YouTube. Но сум среќен затоа што има голем број луѓе што прават подкасти на YouTube, а тоа ми е многу добро, бидејќи е многу здраво да има нешто конкуренција, зашто ако нема конкуренција ќе станам досаден. И ќе бидам многу досаден, монотон и нема да сакате да ме гледате. Значи, многу е добро да имаш конкуренција, здрава конкуренција, затоа што на крајот од денот никој не може да биде Бомбакис, а Бомбакис не може да биде некој друг. Така да све е тука најнормално. И сакам да им честитам на сите што прават подкасти и многу сум среќен за тоа што го прават и работат и им посакувам се најдобро. Така да, сакам да ви кажам дека што работам до сега, работам Позитива маркетинг агенцијата, имаме неколку клиенти што ми е и таму некој дел што сум посветен, Инстаграмот скоро сум посветен, таму знаете вие секој ден, Фејсбукот исто и таму, значи, затоа решив овој период, месец дена да си го дадам на себе, да си организирам све најдобро што можам и свадба како што сакам, да отидам малце на меден месец, се надевам дека нема да ви недостасувам, сам да си го одморам мозокот, сам да напунам батерии за да се вратам појак кога ќе дојдам. Од август, според сите планови, како што се плановите, после втора половина на август, сакам повторно да почнеме со подкастот. Значи, решив, уствари, да нарачам добра опрема. Како што гледате, компјутерот е тука веќе прв стигна. Нарачавме миксета за микрофони со повеќе канали.
Нарачавме микрофони плюс од овие два, мада овие се супер. Нарачавме камера, нарачавме GoPro, нарачавме некои работи што ни требаат за во новото студио што го правиме моментално и ќе биде во аеродром. За на гостите да им биде малце поблиско. Значи ќе направиме све како што треба да биде професионално и сакам да биде професионално, бидејќи сакам да го работам ова и се пронаоѓам во ова колку и да треба ќе се спремиме и све ќе направиме за да биде како што треба. Све се учи, значи ако се сака све се учи. Ја од таму доаѓам, од тоа мото доаѓам. Као I can accept failure, everyone fails at something, but I cannot accept not trying. Значи мораш да пробаш у животот, па ако не успеш да кажеш еј сум пробал, ама не сум успел. Така по тоа мото цел живот се водам. И има доста новости, освен студио и сета опрема што нарачавме, што кошташе многу пари. Ќе има доста новости, ќе ви откриам нешто, ќе има еден бренд. Што од секогаш сум сонувал за бренд, имаше Bibon Paparel што беше на времето ако ви текнуван, ама сега сакам све да биде професионално. Нема отстапки и нема заебанци. Ќе има еден бренд, ќе видите наскоро како ќе се вика и за што станува збор. И ќе има уште една работа што не сакам сега да ви откриам, него кога ќе дое времето, а многу добра работа што на сите ќе ви се свиѓа, а мене особено ми се свиѓа затоа што тоа е, не знам, цел живот сум таму и го правам тоа, така да можеби некој ќе си претпостави за што станува збор. Ќе направиме нешто интересно од септември. Не ме држите, не ме фаќате за збор сега. Мојот план е од септември, ама знаете, не иде све по планот. Али подкастот се продолжува, како што кажав. Брендот ќе си тера во моментално развивање. Тоа што ви го кажав ќе си дојде. И тераме дале со ваша поддршка. Вие сте ми најбитни. Ќе воведеме на Инстаграм некои нови интересни работи, ќе биде, неќам ова да го кажам неќам да го кажам ако Бомбакис 2.0, демек од поново почнуваме. Неќам да го кажам, неќам да изгледа така, него ќе биде Бомбакис Recover. Има многу новости луѓе, има многу добри, многу убави моменти, ама јас сум дупли бик и некако не се снаоѓам со тие убави моменти цело време затоа што викаа дека биковите се плашат многу од среќата. Еднаш ете таква случка ми се деси и демек поучено од тоа, ама викам ајде, тоа било лошо тебе, сега треба да живееме, сега треба да дојде доброт. Се надевам и кај вас ќе има такви работи и само добрина и само убави луѓе да гледам, само позитивни мисли, само позитивни луѓе, само позитивна енергија, тоа ми треба, тоа ме пуни, тоа ме храни. Затоа сум тука за вас, затоа постојам, затоа што цело време само така ме враќате у игра, затоа што кој ќе ми каже некој нешто такво, морам да обстанам, морам да бидам силен и мотивацијата ми е таа. Затоа фала ви на разбирањето. Фала ви на поддршката целосна што имам од вас, фала ви на убавите, фала ви на неубавите коментари. Нема да ги земам во предвид доколку не е конструктивна критика кај што можам да се подобрам. Фала ви за све, драги мои. Од 15 август се надевам почнуваме со новата сезона на подкаст. Значи, како што кажав, концептот е да има јавни фаци, да има и луѓе што ќе збориме на некоја одредена тема. Затоа го вметнав и четвртокот, сакав четвртокот да биде за тоа, но ќе се договориме накнадно кој ден, само еднаш во неделата ќе имам време да извадам подкаст.
и ќе викаме луѓе кои што вие сакате да ги видите кај мене на гости, за кои вие сакате да слушнете нешто, на некоја тема кај што можеме стварно да смениме некое мислење, затоа што тука сум да го подобриме општество, да си ги вратиме нашите вредности кои стварно ги изгубивме у последно време и ни се искривија, и да се сакаме повеќе како народ, бидејќи на многу сфери не поделија, а тоа не чини. Ја ги делам луѓето на лоши и добри, и така и ќе остане, затоа што све друго е абсурд. И ништо, се гледаме наскоро, се гледаме со многу новитети, да помине свадба у најдобар ред, како што мислам, ќе видите све што се дешавало околу свадбата, ќе има влогови, ќе има песна, ќе има многу работи ќе има. Да не ви откривам сега, ќе видите све што се случува и како се случува. Бидете со мене, бидете во чекор со мене, давајте ми ја поддршката како што до сега ми ја давате, бидејќи стварно многу ми значи и ме мотивира. А вие останете ми прекрасни, среќни, задоволни, позитивни, со фул позитивна енергија. А од мене толку, од Господ повеќе, драги гледачи, да сте живи и здрави.